Замислете да се борите со наједноставните дневни задачи, да јадете, да се облечете, да се искапете. Замислете овој предизвик да ви ја одзема независноста и достоинството секој ден. Ова не е измислена приказна, ова е суровата реалност за голем дел од нашето повозрасно население во Израел. За многумина, овие основни активности стануваат сложена битка која бара постојана помош. Но, надвор од физичката тешкотија, постои уште една мрачна вистина. Многу од нашите постари граѓани живеат со минимални примања, често зависни од бенефиции за попреченост. Оваа економска реалност значи дека напредните решенија кои би можеле значително да го подобрат нивниот квалитет на живот, како што се терапевтските роботи, остануваат надвор од нивниот дофат. И тоа е срамота, бидејќи терапевтските роботи не се луксус. Тие се решение кое го менува животот, способно да ја врати независноста, безбедноста и слободата во управувањето со секојдневната рутина. Денес, ајде да зборуваме за тоа како можеме да ги поддржиме нашите родители, баби и дедовци, соседи и сите повозрасни лица во нашата заедница, и зошто оваа технологија е нешто што сите треба да го поддржиме. Проблемот со кој се соочуваме не е само медицински, туку е длабоко човечки и етички. Кога голем дел од нашето повозрасно население се бори со основните активности од секојдневието, тоа влијае на целото општество. Тие ја губат својата независност, се чувствуваат како товар и им се одзема достоинството што го заслужиле по целиот живот на работа и придонес. Економската состојба на многу од нив само ја влошува оваа ситуација, бидејќи напредните алатки кои би можеле да им помогнат, како што се терапевтските роботи, се премногу скапи. Размислете за ова, индустријата за нега на стари лица веќе се соочува со огромен товар и недостиг на работна сила. Нема доволно негуватели кои би можеле да обезбедат постојана и квалитетна грижа за секого. Ова е местото каде што терапевтските роботи можат да направат вистинска разлика. Тие не се тука да ги заменат човечките негуватели, туку да им го олеснат товарот, да им овозможат да се фокусираат на посложени потреби и да ја подобрат ефикасноста на системот за нега. Оваа технологија може да помогне во задачи како што се движење, облекување, подсетување за лекови, па дури и дружење, давајќи им на постарите лица чувство на контрола и автономија што толку многу им недостасува. Замислете го олеснувањето што го чувствува еден постар човек кога може самостојно да стане од кревет со помош на робот, наместо да чека помош. Ова не е само физичка помош, тоа е емоционална поддршка, враќање на чувството на вредност и самостојност. Време е да го смениме нашиот пристап кон ова прашање. Воведувањето на напредни терапевтски решенија, а особено на терапевтски роботи, во нашата здравствена кошница не е само правилен социјален чекор, туку и паметна инвестиција во здравствениот систем и општеството во целина. Оваа технологија може да ја намали потребата од скапа институционална грижа, овозможувајќи им на постарите лица да останат во своите домови подолго, што е често нивна најголема желба. Со тоа, не само што го подобруваме нивниот живот, туку и ја намалуваме оптовареноста на државниот буџет на долг рок. Ние мора да гарантираме дека технологијата што го спасува квалитетот на животот нема да биде резервирана само за неколкумина, туку ќе биде достапна за секој на кого му е потребна. Бидејќи независноста, достоинството и квалитетот на животот не се привилегија. Тие се основно човеково право. Приклучете се кон движењето за подобра иднина за сите наши постари граѓани. Кликнете на следното видео за да дознаете повеќе за конкретните чекори што можеме да ги преземеме.